Матичните лекари и специјалистите од секундарното здравство повторно на протест. Потегот се случува 2 недели откако здравствените власти беше објавено дека паднал договор, но досега докторите не биле повикани за да ги формираат договорените работни групи кои требаше да работат на проблематиката. Матичните лекари денеска не примаа пациенти закажани преку мој термин, туку само итни случаи. Велат, револтот го изразуваат со години и нивните барања мора да бидат слушнати. Ние сакаме да се реализираат. Тоа се нели оние покачување на капацитетниот бод кој што е стварно минимален. Потоа пациентите да бидат на ниво на ПЗУ, а не на матичен лекар, бидејќи знаеме со се што се соочуваме во однос на тоа кога матичниот лекар ќе замени, дека пациентите остануваат да висат. Потоа основен пакет на услуги со кој што матичниот лекар ќе има можност и да го реализира тој пакет и да добие плюс дополнителен бенефит од тоа. И казнената политика од страна на фондот се разбира да биде минимизирана. Протестот е за да се изврши притисок за да седнат здравствените власти на маса. Едно од клучните барања е пациентите да бидат на ниво на ПЗУ со цел пациентите да не останат без матичен лекар, а докторите и сестрите да не останат без работа. И покрај тоа што мислеа да продолжат, еве во Велес веќе 3 амбуланти ќе се затворат. Во Прилеп веќе излегуваат надвор од здравствените домови заради тоа што го чекаа законот за здравствена заштита до последен момент нешто да се случи, заради тоа што беше суштинско и стратешко барање за сите сопственици и вработените, бидејќи ако вие затворите амбуланта, вработените ви остануваат на улица. Толку многу министри, толку многу директори се сменија и да не сватат дека за народот е битно да има здравствени амбуланти, да има медицински сестри, да има апарати во тие амбуланти, да бидат финансиски издржливи. По денешниот протест, Министерството за здравство состав дека работните групи ќе се докомплетираат во наредните 2 недели. Како што истакна заменик министерот Владимир Рендевски, голем дел од барањата биле издржани и ќе се најде решение за лекарите од сите бранши. Лекарите велат дека ќе дозволат извесен период да бидат формирани работните групи и да започнат преговорите пред да преземат нареден чекор, а голем дел од докторите бараат дури да има затворање на амбулантите во трајање од 5 дена со цел да се покаже како ова ќе влијае на здравствениот систем.